Walter and Leonore Annenberg were both American Волтер и Леонор Аненберг беа и двајцата американски дипломати и филантропи. Во 1963 година тие решија да изградат прекрасен дом овде во пустината. Тие се здружија со Квинси Џонс, кој беше познат архитект во Јужна Калифорнија и пошироко, и го дизајнираа ова ремек дело. Модерното движење од средината на векот се прошири низ целиот свет. Начинот на кој се толкуваше во Јужна Калифорнија имаше многу облици и форми. Во случајот на Аненберг, на архитектот му кажа дека го сакаат влијанието на маите, како што го нарекоа. Тие беа на турнеја низ Мексико, ги обиколија пирамидите и затоа сакаа пирамидален покрив на нивниот дом. Кога ја дизајнирале оваа куќа, тие се уште не биле дипломати. Тие биле успешни издавачи и многу богата двојка. Она што се случи беше дека тие го изградија овој дом за себе. И како што одминувало времето, еден од првите гости бил председателот Ајзенхауер, потоа доаѓа и други, ја видоа моќта на ова место. И набрзо, пријателите од Вашингтон и другите места во светот почнале да доаѓаат во оваа мирна средина. Подоцна стана место кое можеше да се искористи за дипломатски дострели. Тука се зближуваа луѓе од различни светови. Например, знаеме од книгите за гости бил и принцот Чарлс со Боб Хоуп, со Френк Синатра и со Роналд Реган. Се создале врски преку овој имот. Например, тука господинот Аненберг го запозна Роналд Реган со Маргарет Тачер. Тие стана многу познат пар и моќен пар во 80-тите години. Тоа влијаеше на политиката. Она што Аненбергови го посакуваа за нивниот дом, по нивниот живот, беше да продолжиме да го обезбедуваме она што тие по природен пат го обезбедија и да го направиме домот место за собирање луѓе кои имаат влијание во светот, за добро и да донесат мир во светот. Тоа беше нивната цел. Тие побараа од нас да го сториме истото, да донесеме луѓе, важни луѓе, на овој имот, да бидеме дома, да се опуштиме и да создаваме важни разговори. One of our recent guests was President Obama. Еден од нашите неодамнешни гости беше председателот Обама за време на неговиот мандат и тој го донесе на имотот кинескиот председател Ши Џинпин и што има важен самит овде и многу добра работа беше решена по тој состанок тука. Председателот Трамп не се одлучи да го користи имотот, но тој секако му беше достапен. Председателот Бајден е повеќе од добре гледан, доколку планира состаноци овде, и ние би го поздравиле него и неговата администрација како и секој нареден председател.